Моштите на Свети Ѓорѓе Победоносец и неговата чудотворна икона традиционално и годинава. На вториот ден Ѓурѓовден ја осветија струга. Голем број верници од земјава и странства му се поклонија на светецот и беа дел од древната традиција. На литијата за прв пат присуствуваше архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Инаку историски гледано, литиите најчесто се организирале кога христијаните, кога народот Божји ќе се најдел во опасност од напад на непријатели или кога ќе се случиле природни катастрофи. Литијата е порака за мир, љубов и обединување на народот. Што ја карактеризира оваа литија, како и претходните, присуството на честните мошти на Свети Георги од манастирот во Рајчица, исто така неговата чудотворна икона од неговиот истоимен храм, овој прекрасен храм на Свети Георги во градот Струга, но и како надополнување оваа година за прв пат го имаме присуството и благословот на иконата на Пресвета Богородица Гликофилуса, односно сладколюбива. За стружани ова е весел ден на кој му се радуваат како на воскресението Христово. И навистина е огромна честа да се биде дел прво од овој ваков торжествен настан, а да се носат моштите на великомаченикот и на заштитникот на Струга, навистина едно огромно задоволство и чест. Тоа што чувствувам и гледам дека сме единство сплотени од различни националности, вероисповед. Ова е второ Христово воскресение за градот Струга и за сите луѓе. Малку е да се каже, дојдете и видете, туку дојдете и почувствувајте оваа радост. Најмасовната црковно-народна манифестација се одржува по 16 пат во градот на Мостовите. Нина Аритоновска, Сител телевизија.